со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, повторно во круг од денеска, па во секоја среда, понатаму во терминот 11 до 12 часот ќе бидете со мене Маријан Николовски. Го продолжуваме серијалот циклуси на емисијата Круг, во која што ќе анализираме, ќе дебатираме, ќе интервјуираме, ќе се обидиме да отвориме многу повеќе теми кои што се општествено значајни за македонското општество, од аспектот на политички па преку сите оние делови кои што се битни и значајни во општеството, поврзани и со политика и со економија, меѓутоа и со социјала и се она што значи општествен живот во Македонија. Ќе направиме повеќе обиди да извадиме што повеќе несуштински елементи од кругот за да остане суштината, за да можеме да имаме на попрецизна и јасна слика за секоја тема која што ќе биде предмет на анализа и дебата во оваа емисија во секоја среда од 11 до 12 часот. Денеска ќе дебатираме на темата која што е долги години во Македонија присутна, постепено понекогаш во одредени периоди повторно се актуализира, тоа е вечната тема околу лустрацијата, иако Собранието на Република Македонија минатата година во август месец со мандат од 1 септември всушност го укина процесот на лустрација, остана само работата на комисијата за верификација на факти во период од 2 години за завршување на веќе почнатите предмети без право да отвора нови предмети во овој период додека траеше процесот на лустрација во Македонија беа офатени околу 30.000 лица, од кои комисијата за верификација на факти донесе околу 300 решенија. Темата сега повторно се актуализира со предлогот на Социјалдемократскиот сојуз наместо 2 комисијата за верификација на факти да работи само една година по укинувањето на законот за лустрација. Тоа практично значи дека ако се утврдат измените на денешната, односно во собраниска постапка, денеска е на дневен ред на комисијска расправа овој предлог закон на опозицијата, тогаш практично значи дека мандатот на оваа комисија е дефинитивно завршен. За ова и за се она што значи околу лустрацијата, дали лустрацијата навистина предизвика процес на жртви од лустрацијата, денеска зборуваме со претседателот на комисијата Томе Аџиев, меѓутоа веднаш по првата кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштени слушатели, Круг, денеска е среда, јас Маријан Николовски со вас, секоја среда од 11 до 12 часот, различни теми. Првата тема од овој нов серијал лустрација. Со мене денеска е претседателот на комисијата за верификација на факти, чиј мандат престана да работи односно како се нарекува тоа, активна работа од септември минатата година со право до следните 2 години, односно до следниот септември 2017 година да се до завршено и отпочнат процес без право да отпочнуваат нови предмети. Опозицијата сега бара да се укине и таа една година, односно дефинитивно да се заврши целиот процес на лустрација и комисијата за верификација на факти практично да биде распуштена. Ајде прво еден коментар на овој предлог на опозицијата. Предпоставам дека денеска е закажана собраниска комисија, вие предпоставам се поканети на неизе. Ќе се дебатира. Кој е вашиот коментар во поглед на овој предлог на опозицијата? Па, мислам дека постапката, инициирањето на овој закон за измени и дополнување на претходниот закон кој беше донесен за укинување на законот за лустрација е од последните пресуди кои ги донесе Управниот суд, со кои решенијата на Комисијата за верификација на факти беа поништени, оние што беа останати да се доработат во периодот по укинување на законот. Како повод, Социјалдемократскиот сојуз го зема тоа, за да поведи постапка за престанување на Комисијата за верификација на факти со денешниот ден. Меѓутоа, ако дојде до таква работа во собранието, ќе доведеме во една ситуација да некои луѓе постапката ја спроведат до крај пред комисијата и пред судовите, а за некои луѓе, инаку да напоменам дека сите постапки кои беа сега укинати во Управниот суд, не се укинати заради документите
бидејќи судот воопшто не расправаше за документите. Ќе разговараме на само тема. за една формална наоѓа дека има некоја формална повреда, затоа ги поништува. Значи ќе дојдат во ситуација тие луѓе да не можат до крај да го докажат своето чисто минато или да се потврдат решенијата на комисијата, вака ќе дојде како недозавршена постапка и секој може во наредниот период да ги обвинува дека ако се завршише постапка до крај, можеби ќе беше поинаква ситуацијата. Меѓутоа, Социјалдемократскиот сојуз оцени дека сега е моментот да го победи, да победи оваа постапка за измена на законот, по нивно наоѓање па и поведе таква постапка. Ако нема согласност од поголемото мнозинство, претпоставам дека тој закон нема ни да помине, меѓутоа Па не знам јас какво е, мислам, со односот таму во денес имат месечни комисијска расправа. Технологијата на одлучување таму не ја знам јас, меѓутоа било како да биде, сметам дека ќе се направи уште една грешка, бидејќи една грешка е направена со прекинувањето на процесот на илустрација, сега ќе дојдеме во ситуација втор пат да направиме, а да не заборавиме дека се некаде околу 35 решенија и 5 има во висшиот, околу 40 решенија се во процедура. На управниот суд ќе се вратиме малку подоцна. Вчера имавте во парламентот имаше една јавна дебата во Националниот совет за евроинтеграција како најава на нови предлог закон поврзана со процесот на илустрација. Имавте можност да се соочите директно со дел од лицата кои што не го поминаа филтерот на илустрација. Имаше многу обвинувања, впрочем и целиот тој период на ваша сметка и на сметка на комисијата за илустрација дека се врши класичен политички линч на неистомисленици. Па јас тоа го очекував вчера дека ќе бидам центар на внимание на сите присутни таму, дека ќе ме напаѓаат со сите средства. Меѓутоа сакам да кажам една работа. Лицата кои беа учесници во таа расправа, меѓу нив имаше лица кои се илустрирани. Во постапката пред комисијата нити ги знаевме кои се тие лица ние, нити знаевме дека имат некаков политички ангажман, па нити до ден денес тие не се некој фактор во политиката. Таму ги видовте и вие бевте присутни. Никол Чебавовски, некој си таму од Битола, не знам, Трендафил Ивановски, Никола Костурски. Трендафил Ивановски не е баш некој, беше уставен судија. Меѓутоа, заборавате или го прикривали, не сака да го кажат тоа, дека тие решенија се проверувани од два судови и потврдени. Трендафил дури замина и во неговиот предмет, дури во судот за човекови права во Страсбург, и таму го загубе оној дел што се вели дека не бил соработник. Судо најде таму некои забелешки во постапувањето на судовите во Република Македонија, кои се тие генерални забелешки што секојаш ги дават за нашите судови, не е доволно независноста изразена, не знам што, али во суштина неговото соработничко досие никој не го оспори, нити тој сами го имаше оспорено, нити пак судот го оспори. Сега овие лица чудно беше поканувањето баш тие лица да бидат присутни на таа расправа, и кога ги видов јас дека се присутни, знаеш што на кој ниво ќе се води расправата. Расправата беше промашена. Значи, темата на расправата беше раскастување со минатото според препораките на Европската комисија. А дојде расправата да се одвива Томе Аџиев е црниот ѓавол, кој ги илустрира луѓето без документи, креира досија, подметнува документи. Добро, ајде да рачистиме една работа. Тоа имаше 2-3 случаи. Има ли спорни елементи во тие? Луѓето тврдат дека не постојат досија нивни за соработници, дека врз основа на недоволни или без никакви аргументи биле процес на илустрација. Во текот на овој момент само да исполниме 3. Трендафил Ивановски, Никола Костурски, Никол Чебабовски, да не одиме подалеку, други да не ги спомнуваме, се сепак не се присутни, не може да помага на нив одговор. Ајде, не ги именуваме, али малце ќе кажеме. По-карактеристичен е случајот Трендафил Ивановски. Трендафил Ивановски. Тој на вчерашната расправа кажа дека тој во 64-65 година како малолетен имал средби со инспекторите, што е ноторна невистина, бидејќи тој е дерегистриран некаде 81 година. Односно 19 години. За тоа постојат документи? Да. Значи, документот за дерегистрација на Трендафил Ивановски во неговото лично досие го носи датумот 19 години после 64. Подпишано од него лично? Се е. Таму документи
складирани во неговото досие, архивирано во државниот архив. Што значи кога некој од оние кои се лустрирани ќе кажат јас имам доказ дека во архивот нема за мене досие? А види, и тоа е фрлање магла на цел процес. Значи архивот, ние во процедурата на работење пред Комисијата за верификација на фактите, значи архивот не илустрира, нити другите три органи кои соработувавме. Туку ние имаме обврска да провериме дали кај нив постои некој досие. Архивот проверува дали тие имат евиденција само на лични досија што се архивирани во нивната архива. Таму се негде 7.000 од оперативниот архив, имат 7.000 од историскиот и некаде околу 20.000 имат од Идрисово. Тие во таа евиденција електронска ја имат, ќе проверат за Петко Петковски дали има досие. И нас не известува за него нема. Меѓутоа, технологијата на работење на поранешните тајни служби беше така што секоја изјава од соработник или оперативна врска која добивале ја складирале во неколку досие. Односно ја ставале во неговото лично досие, ако има лично досие, во досието на жртвата за која се работи и уште во 2-3 досија. И се ние анализирајќи, истражувајќи низ досијата, Трендафил Ивановски, макар што тој има лично досие, најдовме многу документи во неговото лично досие, каде што тој се работувал, дори примал пари, кај него е многу чиста работата. Од кога заврши неговиот предмет пред сите судови, во нашето работење за други предмети, го најдовме Трендафил Ивановски во други досија, каде што има документи, што се надвор од документи од неговото лично досие, каде што се работува. Предмет на илустрација беше не само оној кој има лично досие подпишано за соработник, туку сите тие што соработувале со тајните служби и што давале информации за други лица, работејќи на нивна штета, а за своја корист. Може ли да има ситуации да некој несвесно работел Не. и бил злоупотребуван? Не, нема таква. Во сите што се илустрирани до денес нема ни еден тако. Сите свесно го правеле тоа, знаеле, се стрекјавале на тајни места, се стрекјавале на договорени, повеќе пати се стрекјавале. Значи, то е еден вид на фрлање пак на магла, ќе речем. Ако процесот на илустрација требаше да биде некаква сатисфакција на рехабилитација на жртвите од комунизмот или задоволување некаква вистина. Денеска и тој вчера се зборува за термин жртви на илустрацијата. Може ли да зборуваме за таква ситуација? Како вие контра би го аргументирале тоа? Јас тоа веднаш го забележав, уште водителката на седницата го кажа дека се поканети тие и адвокати кои ги бранат жртвите на илустрацијата. Јас сакав да му забележам уште тогаш, бидејќи тие не се жртви. Тие се соработници на тајните служби кои правеле злодела на жртвите. Значи жртви се други лица, не тие. Тие користеле привилегии, користеле финансиски средства, унапредување во службата и сега најнаш бидејќи се открие од Комисијата за верификација на фактите, се разголија пред јавноста, стануваат жртви, што е ноторна вистина. Жртвите се други лица, за жал се кријат, се плашат, уште му е страв. На тие луѓе веројатно стравот во коските му е влезен. Тие се жртвите што доколку се завршише овој процес онака целосно, можеби во наредниот период ќе дојдеше и процесот на нивна рехабилитација, што е нормално да се очекува во една демократска држава. Меѓутоа, ако опозицијата и критичарите тврдат дека се илустрираат само критичари на власта, тогаш можеме ли да зборуваме за термин жртви на илустрација? Па јас мислам дека сите овие вчера што беа, нити беа критичари на власта, нити се некој фактор за да се спротивстава на власта. Не знам од кај таа констатација. Видите, цела прашина се дигна околу 3-4 лица, значи што се експонирани. Еден е господин Владимир Милчин, друг е Љубомир Фачковски, Ѓунер Исмаил. И да подсетиме дека нивните ставови беа и против процес на илустрација. Веројатно знаеа што имат оставено зад себе. И сега ако цела илустрација сведеме на 3-4-5 лица, нека биде така. Меѓутоа имаме 300 души илустрирано, 200 и нешто души уште за 300 имаме документи спремени на седница поминати беа. Немавме точен податок за матичниот број за да бидат донесени решението. Кој ќе се донеси решението мора да му се дај право на жалба заради тие матични број остана недозавршени, а се чисти. Значи со сите тие лица ги клапаме на страна за 2, 3, 4 колку биле. Вие вчера условно кажано во ваш одбрана, меѓутоа како став ваш, рековте дека не постои лице кое е илустрирано за кое немате несоборливи факти дека е така. Тоа одговорно го тврдам дека нити едно лице во работењето на овие 6-7 години на Комисијата за верификација за факти не е илустрирано без да постои документ за него. Значи тоа е само фрлање на магла на процесот за во нивни личен интерес. Значи секој предмет кој го работеше комисијата, доколку најдеше документи го ставаше на дневен ред. Доколку не најдеше, преминувавме преку тоа. Очекувавте ли вие кога влеговте во тој процес дека ќе се соочите со ваква? Па јас очекував,
Меѓутоа, не очекував дека мислев дека Република Македонија со период од 15 или повеќе години демократизација, демократските сили во државата и демократска свест ќе биде многу поголема и многу поголем широк круг на луѓе застанат во одбрана на лустрацијата. Некако тие повлечено останаја, а овие агресивно се борат за своите позиции да излезат на виделина како жртви на лустрацијата, како луѓе кои работеле за интересите на државата, што не е точно. Едно е работење за интересите во разузнавање на државата, овде се работи за чисто, по турски кажано, кодошење на своите пријатели, на своите роднини, за лични привилегии, за лични добивки, за унапредување во службата, а уназадување на тие луѓе или правење штета. Околу она што на почетокот зборувавме, во процес пред управниот суд се во моментов 35-6, така. од нив има 17 завршени. Кој не се завршени, добро. Зборам Првостепена, да, со одлука на управниот суд, кои што се вратени назад. Така. Сега тука е са цела. Може ли да расчистиме за што точно станува збор? Па вака ќе ви кажам, значи пред управниот суд скоро сите постапки што имаше комисијата за верификација на факти што ги донесе како решение, 99% отидоа и пред судовите. Ретко кој си ја прифате вината и не поведе постапка. Во сите тие неколку години во работењето на управниот суд и на Висшиот управен суд и на комисијата за верификација на факти работеме по една процедура која зацртавме, која е согласно законот. И сите предмети што отидоа во управниот суд и во Висшиот управен суд по жалба на лустрираните лица беа потврдени, иако комисијата ги работеше тие предмети како овие денешни што ги укина, што ги поништи управниот суд. Овде се работи за една, не знам дали е намерна или е превид на управниот суд, или некој друго влијание имало тука, не ќе да шпекулирам, меѓутоа најнаш драстично се менува ставот на управниот суд, негирајќи го на сето што го работеше во овие 5-6 години, негирајќи сите пресуди кои ги донесе до тој период, до април месец ова година. Разумно на што ги бута уставниот суд? Само на една формулација. Значи, комисијата не му даде можност, не ги извести лустрираните лица и не му даде можност да се произнесат. Тоа е цела формулација. И поради тоа е направена процедурална грешка. Тоа не значи дека лицата не се во врска со документацијата и наводите во решението изнесени, анализирани документите, нема кажано ни една реченица, ни еден збор. Значи пресудите се поништени само заради ова формална, по нивно гледање, формална повреда. И што ќе се случи сега со тие предмети? Па сега тие сите предмети се обжалени од страна на комисијата и се во процедура сега пред Висшиот управен суд. Треба да се произнеси Висшиот управен суд по наводите на комисијата изнесени во жалбите. Благодарам, тука правиме првата кратка пауза, потоа во вториот дел од денешниот разговор. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштовни слушатели, повторно назад, јас сум Маријан Николовски, од денеска со вас повторно во круг. Мој денешен гостин е председател на комисијата за верификација на факти или популарната комисија за лустрација Томе Аџиев. Зборуваме за овој процес, бидејќи повторно е актуелна тема со оглед на тоа дека се најавува целосно завршување на работата на комисијата. Претходно зборувавме за ситуацијава околу тоа дали можеме да имаме терминологија која што сега се употребува како жртви на лустрацијата или не, со оглед на тоа дека критичарите на процесот на лустрација и дел од лустрираните во Македонија жестоко се спротивставуваат на тоа, тврдејќи дека власта врши политички линч на неистомислениците. Господин Аџиев, има еден случај кој што мене ми е така најкарактеристичен од целиот овој процес, иако и се врзува веројатно и со терминологијата за тоа до кога и како, од кога или до кога да требаше да биде процесот на лустрација, дали тоа до 90-тите, па вчера исто на дебатата јавно имаше една неколку ставови изјави на лица кои што велат дека со донесувањето на уставот всушност ние го менуваме политичкиот систем во Македонија и дека процес на лустрација не може да биде ништо потоа, а туку само до периодот на функционирање на претходниот комунистички систем. Меѓутоа, еден случај кој што за мене е карактеристичен многу, не знам,
веројатно е поврзан и со еден од поранешните министри за внатрешни работи кој што беа процес на лустрација, тоа е досието за ВМРО ДПМН како политичка партија или популарно наречениот Темел. Ако ние имаме легитимна политичка партија во државата регистрирана како политичка партија и имаме легален налог за незино комплетно следење и прислушкување уште од 90-та па до 97 или 98 година, за каква демократска држава можеме да зборуваме и може ли да направиме една, може би звучи грубо, меѓутоа една ситуација да замислиме дека денес, да речеме денешната актуелна власт да има легитимен налог за следење на опозицијата и каква би била реакцијата со оглед на тоа дека лесно можете да искомпонирате причина како што тоа е наведено во тоа досие, загрозување на безбедноста на државата од странски служби или било какви ситуации. Ние имаме 2 години еден процес во кој што комотно може било кој началник на МВР или министер или да подпише решение за следење на Социјалдемократскиот сојуз легално и легитимно, затоа што имаме ситуација кој што во Македонија беа на раб на безбедносни кризи и такви ситуации. Зборам парадоксално е ситуацијата, правам парадоксална споредба за да се види логиката дека процесот на лустрација сепак не завршува, односно со 90-та година, туку има многу ситуации кои што и годините на независна и демократска Македонија, не велиме дека и денеска можеби нема, меѓутоа сепак јасни ситуации кои што покажуваат дека долги години потоа е работено на идеолошки линч на неистомисленици. Па видите, процесот на лустрација, значи денеска е заради расчистување со минатото, меѓутоа тие се процеси познати во историјата во светот. Се правеле на 5 години. Секош на 5 години се правело прочистување на системите, со давање на жртва, значи имале осетено граѓаните, односно владеачките структури, тоа дека секојаш може да дојде во една ситуација така, дај на 5 години пресек правиме, се прочистуваме и тргнуваме напред. Ние сакавме да расчистиме со стариот систем, кој формално со донесувањето на уставот од 91 година престана да работи, меѓутоа манирите, системот на работа на тајните служби не престана автоматски со донесувањето на новиот устав. Ево, сведоци сме го спомнавте и вие досието Темел. Тоа е некаде до 97-8 година водено во Демократска република Македонија, каде што била политичка партија, членовите, односно раководството и многу членови други што влегувале во тој штаб нивни, некои од нив биле дури пратеници кои работеле во парламентот. Ги следеле со една формулација дека безбедноста е загрозена на државата. Сите досија од 44-та наваму се водени по таа формулација. Македонски национализам, шовинизам, Ванчо Михајловизам, ВМРО. То биле измислени работи за да може да се отворат досија како опасност за тогашната. Колку мина во процесот на лустрација од оние лица кои што се ангажирани во Темел досието се лустрирани? Па има, сега јас напамет не ги знам, ги заборавам, има негде 10 сигурно и повеќе денес. И тие може да бидат третирани како жртви на лустрација? Ви се молам. Што му фали на тие луѓе? Прво, имаме ние еден Љубомир Фрчковски кој дефинитивно завршен е предметот во сите инстанци, каде што има забрана во наредниот период од 5 години да работи, мува не го лази. Деканот на правниот факултет дури се заканува, јас не ми го ѓивете Фрчко, не сакам да го ѓивнам. А он е еден од потписниците на решението за легално следење на политичка партија. И не само на тоа, уште на многу има потписи од него. Многу досија има тој диригирано кој да се следи, како да се следи, дури подметнување на ова, на она. Значи, тоа е и са тој треба да биде жртвата на ова лустрација. Па ви се молам, кај би стигнале така? Тоа сите би требало да бидат жртви. Јас, црниот јал, јас да бидам и готово, да завршиме цела лустрација. Сгрешивме ли ние некаде, односно ние, Македонија сгрешили некаде во процесот на лустрација? Можеше ли да биде тој процес барем од времето кога почна да се работи, периодот кога сте вие и носењето на законот некако другачие да се изведе, иако грешката веројатно е многу рано, многу одамно направена, пошто процесот не е почнат кога требаше да биде почнат како и некои други држави. Па видите, сега ќе дадам мој личен став. Мислам, сите сме сведоци дека процесот многу касно почна. Значи,
веројатно не беше зрела Република Македонија да го отпочне тој процес, а беше најдобро да го отпочнат веќе 1991 година. Со донесувањето на новиот устав, воспоставување на новата влада, подитно како што направија германците, сите Штази се окупира, се зазема документацијата, се формира комисија таму или тие институт како го има таму, ги отвора сите досија и ги става на увид на граѓаните. Тоа е најчистата илустрација што никој не ќе може да му замери на компјутерот дека стои на виделина неговото име или името на некој негов близък. Ние веројатно македонци си исколевме на улица вака. Па се не знам дали ќе се исколевме, тоа ќе беше, нема кој да се обвинува, нема да имаш председател на комисија кој може да го обвинува секојдневно, си крира за него дека крира досија, дека крие документи, не знам, политичка пресметка прави со овој политичка, па нити ги познам. 99% луѓето спрвпат ги видов во документите. Најголем противник мене ми беше што не ме направи поцрно ѓавол или Владимир Милчев. Јас не го имам во животот видено човекот. Добро, го знаете кој е Владимир Милчев? Па јас нити од театарот сум виж, јас го знам вака, ама нити сум се сретнал, нити сум имал некоја средба со него, па ми направил нешто лошо, па сега ќе го зачекам што се вели на нема врска тоа. Меѓутоа излегоа документите. Јас ако не го направив, тоа требаше мене да ме земат на одговорност. И собранието, и членовите на комисијата требаше да ме кажат на собранието дека председател на комисијата не си ја брка работата, овие документи ги имаме ние, ги крие. Тогаш ќе му излев капата на некој. Значи, кој најсоодветен според вас е примерот од европските држави кој што беше најблиску до, условно кажано, реална лустрација? Сега да се разбереме, не е само Македонија случај во кој што имаме отпор кон лустрацијата. Во сите држави го има таква. Во сите таква. посткомунистички држави се јави отпор и тоа е најнормално. Значи структурите кои беа до еден период добро устоличени во системот, најнаш со процесот на лустрација дојдат нивните столици и бидат загрозени. И нормално тие се организираат да го попречат тој процес. Најчесто го прават тоа преку Уставниот суд или преку председател на државата кој не му потпишуваше указа за прогласување на законите. Така најголемите пречки ги правеа. Меѓутоа, сите држави имаа проблеми, се бореа, еден закон ќе се укини, па нов, па трет, така натаму и почна да го спроведуваат процесот. За жал, во бившите југословенски републики, само Република Македонија, што за пофалба е, што го почна овој процес. Инаку сите други републики тапкат вместо. Мислите дека тој процес што го следат ќе поранешните југословенски републики сега држави ќе почне воопшто или мора да почне. Јас имав средба со пратеници од двајца пратеници од српскиот парламент бе донесени од претходниот мандат, помлади луѓе. И кај нив истиот проблем го имат и тие се надразнети млади луѓе се сака да се раши со минатото, бидејќи има и кај нив и многу криминогени структури испикани во власта преку овие структури. И вика од 2004 година се бориме да оставиме на дневен ред законот, меѓутоа овие структури натамека не дозволуваат, спреме на законот дојдоа, црпе, бара искуства. Кое беше најдоброто искуство Европа според вас? Па најдоброто е чешкото искуство, полското, германското. Тие се најдобри. И бугарите имаат добар процес проведено. Таму излегува од попови до амбасадори секој доши. Тоа е тоа. Тие биле. Нивниот председател на државата Прванов, ево и до ден денес на интернет се врти неговото досие. Да. Од 16 владици, 13 владици биле соработници. Ние кај нас го елиминиравме тој дел од законот да не се гибнат владиците, поповите, не знам, верските лидерите на. Че не удраше земјотрес. Па веројатно почувствуваа дека ќе има земјотрес. Благодарам, тука правиме уште една кратка пауза и потоа во финишот на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштовани слушатели, круг со Маријан Николовски, денеска и со Томе Аџе, председател на Комисијата за лустрација, мој денешен гостин. Зборуваме за процесот на лустрација кој што е секогаш актуелен и импресивен за дебата и за разговор. Дебатираме на тоа дали имаме жртви од лустрација или пак Македонија се загуби во процесот на лустрација. Во финишот на оваа моја дебата сакам да поразговарам околу досиеата кои што ги има во Македонија на соработници и на жртви на поранешниот систем. Секогаш во јавноста постоеше дилема и сомнеш дека многу во овој процес од 12, како му доаѓа, од 90 до 2014, некои до 2010, некои десетина, односно 20 години како му доаѓа, во овие години се
многу уништени досија или пак делови од досија. Ви имавте можност увид да правите увид во досијата. Има ли такви сомнежи, има ли делови кои што недостасуваат од некој досија? Дали некој правеше лустрација на досијата, на документите пред да почне процесот на лустрација? Има. Сомневање имаше цело време, меѓутоа и низ нашата работа, низ проверка на досија, се утврди дека многу досија недостасуваат и во многу досија делови недостасуваат. Што е нелогично. Нелогично е. Ако зборуваме за пронешен имаме ние, систем. да речеме, припадници на одредена политичка партија, маргинални личности, обични членови. Има толкави досија. А во раководството на таа партија, што е логично да имат големи досија, ги нема тие досија. Нема досија и за другата политичка партија. Нема ни траги каде се. Нема ни траги. Никој не знае кој ги, бидејќи да е земено на реверски остани трага дека тој го зеде, го подигна досието, ќе може да се бара назад. Ова буквално ги нема. А го гледаш неговиот псевдоним низ други досеја фигурира, дали бил следен или нешто кажувал или ќе го спомнат во некој контекст на други соработници, меѓутоа лично досие не може да најдеш. Кога ги зедоe, како ги зедоe, не може да тоа. Што значи да се има досие за следење и досие за соработник на службата? Колку од случаевите кои што биле предмет на обработка на тајните служби потоа станале соработници? Тоа е са еден дел од ова што го користат овие противници на лустрација, бидејќи јас имам досие дека сум бил следен, а немам соработничко досие. Истото досие. Значи, тие што биле следени, најчесто станували соработници. Во истото досие има, значи, отворат оперативна обработка на тоа лице до еден период, компрометирачки материјал нешто ќе му најдат, ќе фатат и после го варбуваат. И од тој момент станува тој соработник. И може да соработува со службата 10 на 15, 20 години, зависи од интересот на службата спрема него, колку би... Значи, такви случаи има многу? Па, сите се такви случаи. Нема освен некој досија што ни ги достави УБК, кој ги има поништено, односно вратено, имаат само 3-4 документи во микрофилм оставено, кои ги чуваат во нивната архива, чисти соработнички досија. А во архивот, од Државниот архив на Република Македонија се лични досија. Значи сите што имале лични досија, а во нив ќе се најде натре дека во еден период почна да се работува. Имаше ли недостаток, беше ли хендикеп ситуацијата да во овој процес на лустрација што Македонија немаше пристап до онаа база што значи веројатно најголема база на УДБА во Белград и така натаму? Па може би ќе излезе уште многу лица кои ние ги имавме само досијата од УБК. Значи што се работувале соработници со УБК. Военото разузнавање нема досија, бидејќи тоа е формирано многу после самостојувањето на Република Македонија и нема досија. Поранешните соработници на КОС на военото разузнавање тие не се тука. Тие се дали во Белград, дали во Загреб, никој не знае каде. Ако тие досија беа достапни на комисијата, веројатно ќе излезе уште 2 пати или 3 пати повеќе соработници кои за жал. Што беше пречката? Едноставно... Па, веројатно немаше расположение во српските служби или во српската власт да направат еден меморандум за соработка, да склучат една спогодба. Дел од тие досие, барем во фотокопија, заверена фотокопија да ги достави до другите републики, вклучително и Република Македонија, не само од аспект на лустрација, тие ќе се потребни во наредната иднина од историски аспект да се проучуваат, бидејќи историјата на Македонија не завршува со 45-та година. Имаме историја ни до 2016. Ние сега имаме еден закон кој што од лани стапи на сила за прекин на процесот на лустрација. Вие велите дека имавте колку чинам уште 300, рековте на почетокот, подготвени, не архивирани, претпоставам, досија. Што ќе уште 126 се завршени предмети, на седница на комисија се поминати, само не е донесено решението заради тоа што кога го донесеме решението немавме матичен број ќе ви имали во решението и не го објавивме. И тоа се донесе законот престана. А уште 300 се спремени извештаи што ако имаше процес во наредниот период ќе беа веќе. Што ќе стане сега со овие предмети? Тие извештаи ќе се архивираат во комисијата на верификација на факти и ќе бидат предадени во архивот кога ќе заврши мандатот на комисијата целосно. Сепак како донесени решенија без нефункционални решенија. Национални, тие се архивски материјал на комисијата за верификација на факти која го сработила во овој период
И не може да го поништи, тој си постои тој документ. Ќе може ли некој да ги види? Па јас мислам дека повеќе нема забрана да се гледат сите досија кои се архивирани Тоа сега- Државниот архив на Република Македонија и документите кои ќе ги предади Комисијата за верификација на фактите во Државниот архив. Забраната за објавување беше со законот за лустрација, така? Не, забраната беше со законот оној во 2000 година за отворање досијата пристап во 2000 година. Добро. Меѓутоа тоа беше една година. После таа година стануваат сите достапни до јавноста. Може ли да се Меѓутоа, може ли многу да се луѓе случи мислејќи дека- може ли да се случи процес да ние сега добиеме ако го немаме процесот законска илустрација, наплив на објавување на досија во јавноста? Па видите, јас и вчера малце го кажав тоа, дека не сакаја институционална илустрација некои луѓе од овие што вчера се противе најмногу, веројатно ќе ја добијат уличната илустрација во наредниот период, затоа што многу луѓе дојдоа си ги побареа своите досија, си ги побареа досијата на своите родители, блиски, легитимно согласно законот. Тие ги поседуваат. Никој нема да гарантира дека утре тие нема да ги објават. Или нешто друго да направи. Тоа е нивно право. Или Сега има- некој друг на некој начин да ги објави? Па сега не можам да шпекулирам кој би можел, али како опасност постои. Или да не наречем опасност, туку како можност. Веројатно тие досија кои што се правени во тој систем се веројатно некоја многу добра историска читанка. Па видите, јас на неколку пати апелирам до професорите, историчари, да Имаме многу личности за кои што заслужуваат да бидат објавени барем од историски аспект тие ситуации, да речеме за Ченто досието, зошто не се објави? Може ли, знам. може ли да се објави законски? Може да се објави, тоа е во еден период направено неговото досие. Објавено е и во еден зборник ќе постои архивирана книга со сите документи во архивот. Покрај досието што стои туку и во. Јас се зачудив и се водушевив од некои досија, од личностите кои биле следени од периодот на бившата југословенска држава. Врвни наши личности, кои историски гледано се многу значајни за нас, низ досијата сега, ако се отворат тие досија, ќе се види дека биле уште поголеми од она што ние како така имавме дознаено за нив. Значи, дел од историјата на Република Македонија сметано од 1944 година до 2600 додека важи законот, таа граѓа веќе станува и историска граѓа. Бидејќи тој период се случувале настани во Република Македонија. Учествувале многу личности со своји ставови, со своји активности. Некој се фали дека бил ваков, некој таков. Овие досија са отворени од објективна историска наука, ќе се видат кој каде бил и какви ставови зазема. Што е многу битно за историјата на Република Македонија и за наредните генерации. Сметам дека во наредниот период е да се охрабрат историчарите, има сега плејада на помлади историчари што имат простор за работа, нека влезат, нека ги отворат досијата, имат материјали за години да работат. Нека поработат малци Многу години со да документите работат. наместо на Facebook. Така. Благодарам многу, почитувани слушатели, тука е крајот на денешниот круг. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител на Круг. Круг е емисија на Трговското радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 14 септември 2016 година. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.